Родовата еднаквост, како што чувме и од министерот Османи, е основното човеково право. Гарантирана е и со првиот член на Универзалната декларација за човекови права, која гласи: сите луѓе се раѓаат слободни и еднакви по достоинство и права. Ние се обврзавме да развиваме демократско општество и затоа наша обврска е да овозможиме еднаквост за сите, без разлика на родот, расата, попреченост, религијата, политичкото убедување, сексуалната ориентација, националното или социјалното потекло, општествениот или друг статус. Дипломатијата е една од областите во која традиционално жените не биле мнозинство на раководните позиции. Ова не е случај само кај нас. Имаме промени позитивни во овој правец во последниот период. Меѓутоа, ако се погледне искуството во рамки на поновата политичка историја, дури поразвиените демократи од нас имаат кратка традиција на жени амбасадорки, жени на високи раководни позиции, медиаторки во справување со конфликти, преговарачки на меѓународни спорови и подписнички на меѓународни договори. Она што треба да биде наша цел е да ја прекинеме и трансформираме историјата на родовата супресија и насилство кое што не е само физичко, туку пасивно, систематско игнорирање и маргинализирање на општествената позиција на жената. Доколку не ги вклучиме жените во клучните процеси на водење на едно општество, ние практично исклучуваме една половина од целата наша популација, а со тоа имаме огромен неискористен потенцијал. Но тоа вклучување не треба да остане само заради задоволување на правните рамки и исполнување на членовите на одредена декларација. Мораме да се ангажираме околу суштествена сензибилизација во сите сфери, од интимните до професионалните, околу важноста на родовата еднаквост. Родовата еднаквост е обврска на секој од нас, секој ден. Тоа е обврска за создавање општество во кое секој девојче може да смета дека во иднина ќе ги има истите можности за образование, вработување и квалитет на живот како и секој момче. Општеството во кое се повеќе девојки ќе се гледаат како политичарки, кои ќе можат во иднина да ја водат својата земја, амбасадорки кои ќе се борат за интересите на својата собствена држава надвор, научнички кои истражуваат за подобар свет, лекарки кои ги лечат најкомплексните болести, уметнички кои создаваат нови вредности, жени кои работат за подобра иднина на сите. Колку повеќе ние вложуваме во родовата еднаквост, толку повеќе ќе им овозможиме на идните генерации да наследат општество во кое стереотипите и системските бариери ќе се намалуваат, а ќе се зголемуваат можностите за сите да уживаат еднакви права во секоја сфера од животот. Thank you very much for your attention, and I wish you a pleasant stay today and tomorrow at this conference and a fruitful discussion. Thank you.